Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Добар ден, ја слушате економската емисија Бројки со мене Наташа Мерсовска. Вчера започна комисиската расправа за предлог буџетот за наредната година. За власта е развоен, за опозицијата нереален. Кој е ставот на експертите, ќе разговараме со универзитетскиот професор Маријан Петрески. Господине Петрески, ви благодарам што извоите време да гостувате во Радио Слободна Македонија. Добар ден на вас и на гледачите, ви благодарам за поканата. Ви благодарам. Буџет скроен на три основни постулати: развоен, социјална заштита и постепено намалување на буџетскиот дефицит. Буџет во кој се издвоени најмногу пари за капитални инвестиции. Речиси 400 милиони евра, изјави министерот за финансии во своето експозе. Најпрво предлагам да ја слушнеме неговата изјава. Проектиравме високо ниво на капитални инвестиции во износ од 26,95 милиарди денари. Тоа е за 4,62 милиарди денари повеќе од годинава или за 20,7% раст на капиталните инвестиции. Во 2017 година е предвидено во патната инфраструктура да се инвестираат скупно 20,16 милиарди денари. Најголем дел од овие средства или 16,56 милиарди денари ќе се реализираат преку јавното претпријатие за државни патишта. Во буџетот на Република Македонија се предвидени дополнителни 3,6 милиарди денари за довршување на изградбата на модерната автопатска делница на коридорот 10 Демиркапија Смоквица, која што се предвидува да биде готова наредната година. Господине Петрески, колку е развоен овој буџет? Добро, дебатата за тоа дали буџетот е развоен не е нова дебата, таа е стара во последниве 25 години. Пред се, нашиот буџет е рефлексија на нашата економија, онаква каква што е, во смисла на тоа дека еден огромен, би рекол, дел од буџетот се однесува на финансирање на социјалната заштита, на јавната администрација и тука секако оној дел кој што оди за поддршка на пензискиот фонд. Меѓутоа исто така во последните неколку години секогаш се проектираат разумни капитални инвестиции, би ги нарекол разумни, така што и она ниво за кое што зборува министерот и кое што е сега проектирано изгледа добро, по два основи: прво по висината, а второ и по намената, затоа што во експертската јавност во последниве неколку години се дебатираше многу за структурата, односно квалитетот на капиталните инвестиции и е за поздравување тоа што во последниве неколку години имаме придвижување во таа структура во позитивна насока, односно во, би ги нарекол, попродуктивни инвестиции, главно тоа се во патната инфраструктура. Но она што исто така треба да се каже е дека во последните години видовме и намалување на капиталните инвестиции тогаш кога економијата не беше доволно силна за да може да го испорача оној буџет кој што бил првично проектиран, така што во текот на годината кога се јавуваше потреба да се прави кратење кај некои трошоци, тоа секогаш беа капиталните инвестиции. Така што останува она препорака и веројатно консензус во експертската јавност дека секогаш кога ќе дојде потреба од кратење на буџетските трошоци, тоа да се прави повеќе пропорционално, а не секогаш тој товар да паѓа на капиталните инвестиции. Во буџетот се заснова на раст на економијата од 3%, инфлација 1% и буџетски дефицит од 3%. Колку се остварливи овие бројки? Па она што јас го наблюдувам оваа година во предлог буџетот е, така да се изразам, едно вразумување во смисла на тоа дека забележуваме една волја, да ја наречам, кај владата за фискална консолидација.
Тоа го зборувам од перспектива на она што гледавме во претходните години, каде што во фискалната стратегија владата предвидуваше дека ќе отпочне со фискална консолидација многу порано, меѓутоа поради различни причини таа фискална консолидација беше често одлагана. Знаеме дека во текот на оваа 2016 година всушност дојде до два ребаланси на буџетот и со двата ребаланси дефицитот беше проширен, значи првиот пат на 3,6% од БДП, а вториот пат дојде и до 4% од БДП кога се направи вториот ребаланс после поплавите. Така што ако наблюдуваме низ таа гледна точка, сега се проектира понизок буџетски дефицит од 3% за следната година и тоа е во насока на значи зауздување, би рекол, на тоа ширење на јавните финансии кое што го гледавме претходно, и тоа е за поздравување од два аспекти, би рекол. Прво затоа што проектирање поголем буџетски дефицит секогаш имплицира дека во текот на годината тие екстра пари кои што недостасуваат во буџетот, износот за кој што буџетските расходи се поголеми од буџетските приходи, ќе мора некако да се обезбеди, и тоа најчесто се прави со задолжување, и гледаме дека тоа во последните години е преку издавање на еврообврзница. А вториот аспект поради кој што е битна фискалната консолидација е дека тоа ќе овозможи носител на растот по полека да биде приватниот сектор. Значи исто така знаеме дека во сите овие години на најпрво светската криза, а потоа и политичката криза, она што оваа економија ја изваде е всушност државната интервенција, главно преку поддршка на градежниот сектор, што е позитивно апсолутно. Меѓутоа во даден момент е важно да тој фискален стимуланс на економијата да се намали, особено во момент кога фискалниот простор е ограничен, значи веќе се наоѓаме на некоја граница каде што не можеме повеќе да го зголемуваме долгот, и да се препушти приватниот сектор да биде носител на економскиот раст. Тоа е она што се однесува за буџетскиот дефицит. Во однос на проекциите за раст на економијата од 3%, инфлација од 1%, морам да кажам дека мене тие ми изгледаат разумни. Значи во претходните денови слушав различни мислења и за тоа дека се реални, и за тоа дека се нереални. Меѓутоа би кажал за слушателите дека во претходните години имавме ситуации каде што на крајот од тековната за следната година се предлагаше буџет кој што се засноваше на проекции, да речеме, од 5-6%, а во тој момент на проектирање беше јасно дека економијата не може да го испорача тој раст. Сега, значи, со сегашниот предлог буџет, мислам дека проекцијата која што е во основа на тој буџет од 3% од таа гледна точка е разумна, односно во овој даден момент ние немаме аргументи да кажеме дека тој раст од 3% е нереален. Дури би рекол дека тој раст во себе инкорпорира фактот дека политичката криза и понатаму ќе се чувствува врз економијата, без разлика во која мера таа би се разрешила со изборите, односно дури и со изборите да дојде, хипотетички кажано, до комплетно разрешување на политичката криза, веројатно економијата нема веднаш да се отпушти, така да кажам, од овие стеги во кои што се наоѓа поради политичката криза. Сега како што ќе доаѓаат, значи, нови информации во текот на идната година, таа проекција може да претрпи различни корекции, надолни и нагорни, меѓутоа во моментот изгледа разумна. Споменавте еден од главните приоритети ќе бидат инвестиции во приватниот сектор. На што се мисли ова? Дали продолжување на проектот Македонија вработува, ослободување на некој стимуланс за приватните домашните компании? Па кога зборувам за тоа приватниот сектор да стане носител на растот, немам на ум некој конкретен проект, туку само мислам на тоа дека владата со тоа што ќе се повлече малку толкаво стимулирање на економијата, меѓу другото ќе остави и простор за банките поинтензивно да го кредитираат стопанството. Тоа
Значи беше најава и во текот на оваа година кога се премина од значи се намали контингентот, би го нарекол, на домашно задолжување и се премина повеќе на надворешно задолжување, меѓутоа тоа носи своји ризици затоа што нели ја оптоварува економијата во смисла на тоа дека таа треба да има поголем капацитет тие долгови утре да ги врати, па потоа имаше дискусија за каматната стапка по која што го добивме тоа задолжување, вклучително и дебатата за тоа дека таа каматна стапка беше малку повисока поради политичката криза. Ако сето тоа го значи притисокот од сето тоа се олабави, особено притисокот врз домашното задолжување, тогаш ќе се остават повеќе средства за кредитирање на стопанството, на домашните фирми, но тоа не може да се гледа вака изолирано како што го аргументирам досега, туку мора да се гледа во контекст на општата состојба во економијата, во смисла на окружувањето во кое што функционираат тие фирми, односно нив им е потребна известност за да ги реализираат своите инвестиции, и мислам дека владата, особено по изборите, ќе мора да се зафати сериозно за тоа да го стабилизира деловното окружување. Така. Буџетскиот дефицит ќе се покрива со задолжување од домашниот и од странскиот пазар. Министерот за финансии Минуски истакна дека приоритет ќе биде намалување на буџетскиот дефицит од една страна, а од друга страна повторно ќе се бараат пари од надвор и од дома. Во ред ли ова? Па, значи, како што реков, онака како што сега е проектиран, буџетскиот дефицит од 3% е понизок од оној со кој што ќе се заврши оваа година, од 4% во моментов, може до крај ќе биде и повисок. Така што од таа гледна точка процентуално тоа е намалување за отприлика 25%, значи на четвртина, што е добар потек. Се она што е важно и што мислам дека во јавноста се создава една релативна забуна е дека ние се задолжуваме и во која мера тоа е опасно. Прво мора да знае, да кажам, јавноста дека штом ние предвидуваме буџетски дефицити, тогаш јасно е дека буџетски дефицити имплицираат дека повеќе трошиме од она што прибираме како приходи во јавните финансии и таа разлика мора од некаде да се финансира. Сега, тоа ќе се направи веројатно со задолжување без разлика дали на домашниот или на странскиот пазар. Но во која мера тоа е опасно? Не треба задолжувањето да се значи веднаш да се смета дека е опасно, затоа што зависи во која фаза од развојот се најдува една економија. Значи, јас сум на ставот дека економија како Македонија треба да генерира буџетски дефицити. Меѓутоа, она што е важно е намената за која што ќе се трошат тие пари. Ако тие пари се вложуваат во инфраструктура, се вложуваат во подигнување на квалитетот на образованието, во подигнување на квалитетот на здравството, информатичка инфраструктура, поддршка на науката и така натаму, тогаш ние правиме инвестиција сега која што утре нас ќе ни се исплати повеќе, односно ќе ни донесе поголем раст на економијата и ќе овозможи ние од таа ново генерирана вредност да полесно го отплатиме тој долг. За жал, во претходните години ние имавме една остра дебата во економијата дека дел од инвестициите кои што ги правиме се непродуктивни или недоволно продуктивни, односно веројатно таа дебата се сведува на тоа дека имаме малку понекогаш недоволно издиференцирани приоритети во економијата. Јас како економист, например, повеќе ќе сакав овие инвестиции во патната инфраструктура што ги гледаме сега, да ги видев, например, пред 10 години. Значи, позитивно е што тие се случуваат воопшто, меѓутоа ќе беше подобро да прво се случаат тие, па потоа некои други инвестиции кои што јавноста ги смета за
за помалку продуктивни. Така што во оваа фаза од развојот добро е економијата да генерира дефицити во буџетот. Мислам дека би било погубно ако се генерираат суфицити, а ние искусивме еден таков период на генерирање суфицити пред повеќе од 10 години и мислам дека тоа не беше добро за економијата. Меѓутоа, секогаш кога генерираме дефицити, мора да имаме јасен став за што ги трошиме тие пари и на некој начин да имаме консензус во општеството дека тие пари ќе ги искористиме на најпродуктивен можен начин. Тоа не беше секогаш така во претходниве 10 години, меѓутоа сега во последниве години има благо позитивно придвижување со овие инвестиции во инфраструктурата. Комисиската расправа се очекува да заврши за 10 дена, веднаш потоа почнува собраниската. Очекувате буџетот да се донесе до крајниот рок 12 октомври, кога треба да се распушти собранието, или можни се некакви обструкции од страна на опозицијската СДСМ? Па дали се можни обструкции, не знам. Јас слушаме сите дека постојат некои најави во таа смисла, меѓутоа очекувам дека буџетот ќе биде донесен, но тоа не значи дека се согласувам со тоа. Всушност, мојот став е дека поради политичкиот контекст, поради кризата, поради оваа тензија која што ја имаме во општеството моментално, веројатно немаше ништо да се изгуби ако буџетот се оставеше да се донесе после изборите. Но тоа имплицира дека тоа ќе беше почетокот на следната година и тоа го наметнува прашањето како ќе се финансираше државата до моментот на донесување на тој буџет и ја отвори она дилема за тоа дали ни е потребно ние да преминуваме на така наречено времено финансирање или е добро буџетот да го донесеме што е можно побрзо, а до крајен рок распуштање на парламентот 12 октомври. И мојот став е дека немаше потреба од такво брзање, особено затоа што таа опција за времено финансирање не е ниту страшна, ниту опасна. Што значи тоа времено финансирање? Тоа имплицира дека во отсуство на законска основа за финансирање на новата фискална година, она што може да го направи Министерството за финансии е да ги финансира сите трошоци, постојни трошоци во износ од 1/3 од кварталот од претходната година. Ако во првиот квартал од оваа 2016 сме имале трошење од 30 денари, тогаш во јануари од 2017 ќе сме можеле да потрошиме максимум 10 денари, 1/3 од тоа. Тоа значи дека она што се дискутира во јавноста дека ќе биле не ќе можело да се исплатат пензии, социјала и така натаму, тоа во принцип не е точно, затоа што законот си предвидува дека тие трошоци ќе бидат и понатаму исплаќани дури во таков режим на временно финансирање. Она што не е можно во состојба на временно финансирање е да се додаваат нови програми. Некоја програма која што ја немало во 2016 нема да може во систем на временно финансирање да се додаде на буџетот. Така да кажеме, нови пари да се додаваат. И би спомнал уште една перспектива на сето ова, зашто мислам дека немаше толку потреба да се брза со буџетот, е дека после изборите тој буџет ќе треба да ја рефлектира политичката програма на партијата која што ќе ги освои изборите, па дури тоа да биде и ВМРО ДПМН. Јас мислам дека во моментот е многу рано за да тие можат во буџетот да предвидат се она што сакаат да направат после изборите. Така што ако се оставеше да се носи буџетот после изборите, ќе можеше тој буџет целосно да ја рефлектира политичка програма која што ќе победи на изборите. Дури мислам дека ќе можеше буџетот да се донесе во релативно кратко време, во смисла уште во јануари да се донесе, така што за систем на времено финансирање станува збор за денови од месец, не станува збор за месеци. Господине Петрески, овде предлагам да направиме мала музичка пауза, да ги слушнеме рекламите, па ќе продолжиме со разговорот. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.
Гостин во емисијата Бројки е универзитетскиот професор Маријан Петрески. Во првиот дел разговаравме за предлог буџетот за наредната година. Господине Петрески, сега сакам да ве прашам за извештајот кој што оваа недела го објави Светска банка. Во него се предвидува ревидирање на проекцијата за раст на економијата, односно само 2% раст. Ова се должи пред се на намалените инвестиции поради политичката криза. Да, точно така. Мислам, тоа не е во крајна линија ништо ново, затоа што подолго време дебатираме и во домашната експертска јавност дека растот на некој начин е преполовен од она што ќе можеше да се оствари во нормални околности на стопанисување на фирмите. Но поради политичката криза, веројатно ќе се заврши економијата со некој раст кој што е околу 2%. Пак ќе нагласам нешто што и претходно се дебатираше, значи и од страна на Народната банка и од страна на домашните експерти, а вчера Светската банка само тоа го потврди. Инаку нема дилема дека таа бројка беше намалена под влијание на дејството на политичката криза врз економијата, како што дебатиравме во првиот дел од емисијата. Растот во економијата во последниве неколку години е во голема мера воден од стимулот што државата го прави врз економијата, и тоа го прави главно преку еден сектор, тоа е градежниот сектор, и особено бројките за вториот квартал, кои што се последни бројки објавени од страна на Државниот завод за статистика за оваа година. Тоа е многу јасно, бидејќи градежниот сектор има огромна експанзија, раст од 31% во однос на истиот квартал лани, додека кај сите останати сектори гледаме дека постои една голема воздржаност. Значи, таа воздржаност е присутна и кај домашните предпријатија, би рекол во одредена мера и кај потрошувачите, затоа што и потрошувачката има некој, така да го наречеме, бениген раст, а особено се гледа пак кај странските инвеститори. Значи, тука не зборувам толку многу за оние кои што се веќе во економијата и кои што презеле обврски да ги изградат своите фабрики, туку главно се гледа преку отсуството на нови инвестиции, од кои што дел беа најавени, меѓутоа се уште ги нема да отпочнат со воспоставување на своите фабрики овде, а предпоставувам дека постојат и такви кои што не беа најавени, а кои што биле во преговори со владата за да почнат со својата инвестицијска активност овде, но веројатно ги одложиле своите одлуки за подобри времиња. И затоа е многу важно на што го реков, дека за да економијата функционира добро е потребно стабилно и известно деловно окружување, а тука владата има проминентна улога. Сега пред се зборувам за периодот после изборите, бидејќи е јасно дека неизвестноста до изборите нема да се намали, веројатно не може да се намали. Меѓутоа, по изборите клучно е владата да работи на враќање на таа, да кажам, доверба и поголема известност во економијата, за да почне пополека приватниот сектор да станува носител на економскиот раст. Уште да кажам дека Светска банка исто така излезе со проекција за идната година од 3,3%, што на некој начин е исто така став на, барем би рекол, дел од домашната експертска јавност. Иако дел од експертската јавност критикува дека таа бројка е неостварлива, меѓутоа да подсетам дека и таа бројка во себе вклучува ефекти од политичката криза, затоа што не може да очекуваме дека ефектите од политичката криза врз економијата ќе престанат да се чувствуваат преку ноќ. Не, тоа нема да биде така, дури да реков, значи теоретски да кажеме дека политичката криза може веднаш да се разреши, дури во таква ситуација ефектите од неа врз економијата ќе се чувствуваат во даден период, и мислам дека таа бројка од околу 3% за идната година го инкорпорира тоа, што заедно со се уште слабото економско окружување во смисла на растот на економијата на
еврозоната, кој што исто така е се уште значајно потиснат делумно како последица на кризата низ која што помина еврозоната, делумно како резултат на тоа што Велика Британија нели ке го напушти друштвото на европските земји. Сето тоа мислам дека оваа бројка во моментов разумно го инкорпорира. Колку е нарушена ликвидноста во стопанството поради оваа политичка неизвестност? Па тоа е еден проблем со кој што нашата економија се соочува многу долго, би рекол време. Значи, голем е проблемот од она што го слушаме од компаниите и од стопанските комори. И дел од тој проблем е секако како резултат на политичката криза, каде што е намалена општата ликвидност во економијата. Меѓутоа, еден дел се должи и на тоа што законот за финансиска дисциплина ја иззема владата од редовно сервисирање на своите обврски кон бизнис секторот, па мислам дека тоа е еден клучен момент за барем олеснување на овој проблем на неликвидност во стопанството и затоа да кажеме дека ова би бил еден апел кон владата да побрзо ги сервисира своите обврски кон стопанството, како би помогнала за омекнување на овој проблем. Значи и тој проблем не може да се разреши веднаш, затоа што тој проблем вклучува и јас често го акцентирам дека го вклучува и нашиот менталитет кој што вели дека ако ти мене не ми плаќаш, па зошто јас да плаќам понатаму, што е прашање што може да се реши само на долг рок. Меѓутоа, проминентна улога тука може да има владата која што со редовно сервисирање на своите обврски ќе им помогне на фирмите да не запаѓаат во тој проблем на верижна неликвидност. Ги споменавте странските инвестиции, неизвестноста и политичката криза ги одложија нивните планови за вложување во земјава. Очекувате по изборите да сите тие да ја одберат повторно Македонија и да инвестираат кај нас? Па тешко е да се одговори прецизно на ова прашање, затоа што многу ќе зависи од тоа во која мера или со која брзина деловниот амбиент за стопанисување би се стабилизирал. Веројатно ќе зависи и од тоа што политичката опција која што ќе победи на изборите ќе понуди, значи не само во однос на странските инвестиции, туку и што ќе понуди како модел за развој на економијата и каде во тој модел се наоѓаат странските директни инвестиции. По моје убедување, значи тоа често сум го зборувал дури во оваа емисија, значи моето убедување е дека овој модел за развој на Македонија што се базира на странски директни инвестиции не е лош модел. И покрај сите критики кои што тој ги трпи во јавноста, по тој модел се развија, значи, балтичките вишеградските земји, значи Чешка, Полска и така натаму. Тој е битен затоа што всушност донесува свеж капитал во економијата, на некој начин ја го потпомага ова прашање на неликвидност на домашните компании и овозможува да побрзо се вработи еден голем контингент на невработена работна сила што ние го имаме, побрзо во смисла на тоа дека домашната бизнис заедница, да кажам, не е со толкав капацитет да може толку брзо да генерира работни места, колку што има капацитет на странска фабрика да дојде и веднаш да вработи 200 луѓе. Исто така тие, значи, носат и понова технологија, значи не само во смисла на машини или опрема, туку и во смисла на деловна култура, значи на начин на организација, на начин на менаџирање, на лидерство во фирмата. Меѓутоа, ова не значи дека овој проблем е без своји недостатоци и значи моделот на странските инвестиции не значи дека е без своји недостатоци и мислам дека всушност треба да се поработи малку на негово модифицирање. Првенствено во делот на транспарентноста, значи знаеме дека ние трошиме средства за да ги привлечеме овие странски инвестиции и тоа во одредена мера е во ред, меѓутоа како јавност ние мора да имаме увид за износот на средствата кои што се трошат и на некој начин да дојден општествен консензус
дека тие средства сакаме всушност да ги потрошиме за таа намера, односно да направиме една пресметка и да видиме дали трошокот кој што го правиме е помал од бенефитот кој што го добиваме. Секако бенефитот не може да го наблюдуваме само во овој даден момент, туку треба да го гледаме повеќе години значи нанапред. Значи тоа е една модификација во делот на транспарентноста. Ќе спомнам уште една која што мислам дека е важна, а тоа е во делот на тоа какви фабрики ние привлекуваме. Добро е да привлечеме фабрики кои што се значи со висока технологија, меѓутоа од друга страна мора тие фабрики да бидат прилагодени и на вештините кои што ги има нашата работна сила. Значи ако нашата работна сила е повеќе, да речам, образована во делот на пример вештини во прехранбената индустрија, во конзервна, во млечна индустрија, тогаш подобро е прво да се таргетираат такви фабрики, а со текот на времето да се дојде до повисоки технолошки фабрики. И ова е исто така битно затоа што тоа ќе овозможи тие фабрики полесно да се поврзуваат со домашните фирми. Во моментот, значи се лиферува владата некоја сума од 46 милиони евра на остварен, да речем, промет од странските кон домашните предпријатија, меѓутоа таа бројка не е висока за волја на вистината. Вака изгледа како голема бројка, меѓутоа ако се стави во однос на она што тие го имаат како вкупен приход, тоа ќе видиме дека таа е многу ниска. Значи, ако имаме фабрики кои што повеќе одговараат на технолошкото ниво на нашата земја, тоа ќе може полесно да најдат тие купувачи во домашната економија. И на крај тоа е исто така важно затоа што дури и да дојде до ситуација странските фабрики во даден момент да се повлечат, а тоа легитимно може да го направат, тогаш она што ќе остане во економијата всушност ќе биде тие развиени домашни предпријатија кои што се развиле благодарение на тоа што биле добавувач на странската фирма. Значи тие низ тој процес учеле, ја подигнале својата технолошка граница, веројатно на дел од нив ќе им се отворат и вериги на меѓународниот пазар. Значи ќе може преку таа странска фабрика да дојдат да бидат снабдувачи на некоја друга фабрика која што работи во странските земји. Значи тие странски компании абсорбираа вработеа голем број на луѓе. Невработеноста постојано се намалува. Апсолутно. Значи апсолутно тоа не го оспорувам во никој случај, тоа е позитивниот ефект. Значи често кога се дискутира нели намалувањето на невработеноста, па постојат и дискусии дека тоа е лажно, мислам тоа апсолутно не држи, затоа што навистина има градови низ Македонија каде што невработеноста е значајно намалена, а тоа се градови каде што се отвориле странските фабрики. Тоа е Велес, Дрекселмајер, Кавадарци, тука сега и Гентерм во Прилеп. И тоа е сосем добро, иако сега тоа допира и до квалитетот на тие работни места во смисла на платата која што тие може да ја исплатат, меѓутоа на ова ниво на развој на кој што се наоѓа економијата, граѓаните треба да разберат дека не може да тука добиваат, да речеме, германски плати ако е германски инвеститорот, туку платите постепено ќе се зголемуваат само со текот на времето, како што прво продуктивноста на работниците се подобрува, бидејќи платата секогаш ја одразува нивната продуктивност, и второ, како што состојбата на пазарот на труд станува, условно да кажам, понормална, во смисла на тоа дека во моментов ние имаме огромна понуда на работна сила, а побарувачката не е доволна. Ние со странските фабрики се трудиме да креираме побарувачка. Меѓутоа е се уште недоволна, а понудата е огромна. И од проста економија знаеме дека кога понудата е поголема од побарувачката, цената се намалува, во случајов цената на трудот. Тоа не значи дека јас ги оправдувам ниските плати, знам дека тие се недоволни за живеачката, меѓутоа веројатно треба трпение за да отпочне тој процес на зголемување на платите и кај странските и кај домашните фирми, затоа што и домашните фирми даваат слични плати како што тоа го прават и странските фирми. Моето последно прашање до вас, господине Петрески, кои се вашите очекувања за ова и наредната година? Па оваа година ќе помине под знакот на неизвестноста, веќе тоа многу јасно, значи сега сме на почетокот на последниот квартал, податоците што ги имаме за првите два кварталија и во одредена мера и за третиот квартал покажуваат дека приватниот сектор останува целосно потиснат
од влијанието на политичката криза, значи очекувам дека таков ќе остане и до крајот на годината, бидејќи условно кажано изборите се кон крајот на годината, значи до тогаш нема ништо значајно да се смени. Јас сум во линија со она што го кажуваат и домашните институции и меѓународните финансиски институции дека растот ќе биде околу 2%, значи плюс минус, меѓутоа ќе гравитира околу таа бројка, додека за следната година исто така мислам дека економијата барем во првите месеци ќе остане да ги гледаме ефектите од политичката криза, значи без оглед дали таа ќе се разреши целосно, делумно или нема да се разреши, тоа ќе го видиме, но во секој случај ефектите од неа врз економијата негативните ефекти нема да прекинат одеднаш, туку ќе го гледаме тоа влијание уште некое време. Меѓутоа е важно да на почетокот на следната година веднаш се пристапи да кажам кон стабилизирање на деловното окружување, да можат фирмите да стопанисуваат во еден по-нормален амбиент, а тоа ќе го отвори патот за она што претходно ме прашавте, да барем оние странски компании кои што биле во некоја понапредна фаза од донесување одлука да инвестираат, тука да ја донесат таа одлука тогаш кога ќе видат знаци на такво стабилизирање. Така што очекувам дека во еден таков контекст економски ќе живееме во предстојниот период. Ви благодарам, професоре. Благодарам и на вас. По кратката музичка пауза ќе ви информирам и за најважните економски настани. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија. Во емисијата Бројки ви информирам и за најактуелните економски настани неделава. Почна комисиската расправа за предлог буџетот за наредната година. За власта истиот е развоен, во кој се предвидени 400 милиони евра за инфраструктурни проекти, редовна исплата на плати, пензии, субвенции и социјални трансфери. За опозицијата пак вака скроениот буџет се заснова на нереални бројки, посебно кај даночните приходи. Да ги слушнеме изјавите од министерот за финансии Миновски и Маријанчо Николов од СДСМ. Проектиравме високо ниво на капитални инвестиции во износ од 26,95 милиарди денари. Тоа е за 4,62 милиарди денари повеќе од годинава или за 20,7% раст на капиталните инвестиции. Во 2017 година е предвидено во патната инфраструктура да се инвестираат скупно 20,16 милиарди денари. Најголем дел од овие средства, или 16,56 милиарди денари, ќе се реализираат преку јавното претпријатие за државни патишта. Во буџетот на Република Македонија се предвидени дополнителни 3,6 милиарди денари за довршување на изградбата на модерната автопатска делница на коридорот 10 Демиркапија Смоквица, која што се предвидува да биде готова наредната година. 11 години ни ги трошите парите и не убедувате, еве, само што не ни тргнало, ќе биде. Што се однесува до буџетот за 2017 година, господине министер, знаете колку е развоен? Колку што има витамини во една тегла ајвар? 0. Над 300.000 пензионери ќе добијат зголемени пензии во декември. Министерот за финансии вети дека најавеното покачување за 5% ќе се реализира. Секој пензионер во просек ќе добие по 670 денари повеќе. Декември годинава со исплатата на ноемвриската пензија ќе се исплати ветеното покачување на пензиите. Повеќе од 300.000 пензионери ќе добијат зголемување од околу 670 денари или во просек покачување од 5%. Зголемувањето ќе биде линеарно кај сите пензионери, а најголемо ќе биде кај оние со пензија помало од 9.000 денари, каде зголемувањето ќе изнесува 8%. Од 3 до 5.000 евра заштеда за сите кои сакаат да купат електричен автомобил. Председателот на владачката партија Никола Груевски најави низа проекти со кои ќе се субвенционира купувањето на електроавтомобили со цел заштита на животната средина. Како дел од програмата на партијата со проектот се предвидува ослободување од царина и акциза за увозните електрични автомобили, а за новите електромобили ДДВ-то ќе се намали на 5%. Владата на Република Македонија ќе дава субвенција за купување на електрично возило, и тоа од 3.500 евра за секој електрично возило, чија набавна вредност е до 25.000 евра. И субвенција од 5.000 евра
за секое електрично возило, чија набавна вредност е над 25.000 евра. Мерката субвенции за ќе биде за физички лица, но и за правните лица за набавка до најмногу 5 возила во почетокот. Четврто, сите електрични автомобили ќе бидат ослободени од плаќање на патарина на сите патишта низ Македонија, каде што се плаќа патарина и тоа во период од 10 години, односно до 2027 година. Тоа значи дополнителна привилегија и заштеда на корисникот на автомобилот. Доколку, например, со автомобилот оди од Скопје до Градско и назад, ослободувањето од патарина ќе значи заштеда од 360 денари. И тоа ќе може да го користи неограничен број пати. Сите кои ќе возат електричен автомобил ќе паркираат бесплатно на државните јавни паркинзи, ќе бидат ослободени од плаќање патарини, а ќе се движат и по приоритетна лента. Сите електрични автомобили ќе можат бесплатно да паркираат на било кој јавен, односно државен паркинг во рок од 10 години, односно до 2027 година, вклучувајќи подземен паркинг, катни гаражи, обичен паркинг и зонски паркинг, кој се наплаќа. И на сите вакви паркинзи ќе има обележени и резервирани посебни места кои ќе бидат резервирани за паркирање на само овие возила. Истовремено ќе се предвиди со закон како оврска да се набават бавни полначи кои полнат до 4 часа во износ од 5% од паркинг местата, оние кои ќе се предвидени за електрични возила на сите јавни, приватни и приватни паркинзи, оние кои се под концесија, како и катните и подземните гаражи и зонското паркирање. Исто така владата ќе субвенционира по 300 евра за ставање плин во возилата до 2005 година. За експертите најавениот проект ќе значи значителна заштита на животната средина, но и заштеда за граѓаните. Видовме што се случуваше во изминатиот период со PM10 частичките и сепак здравјето е пред се за граѓаните и мислам дека вакви мерки навистина треба да бидат прифатени и треба да бидат преземени. Значи, цела една инфраструктура и мрежа која што треба да даде поддршка е еден огромен бенефит кон заштита на животната средина, што за мене како државен секретар во Министерството е посебно задоволство, меѓутоа и нешто што е многу влијателно врз подобрување на здравието на граѓаните, особено оние граѓани кои што живеат во поголемите урбани средини како што е градот Скопје. Владата веќе обезбеди пари за субвенционирање при купување нов автомобил и ставање плин во постарите коли. Вице-премиерот Пешевски очекува голем интерес за најавените мерки, посебно за купување нов електромобил, кој од старт би се продавал поевтино за 20%. Особено за оние кои што поинтензивно ги користат возилата, како што се таксистите, луѓето што почесто патуваат, можноста да се набави електрично возило кое што придонесува за почиста животна средина, ќе има и многу голем економски бенефит. Едно е што ќе биде субвенционирана цената, но второ е самото полнење на електричните возила или при 1 километар е драматично поевтин, некаде за 70 до 80%. Лидерот на СДСМ Зоран Заев побара владата да направи интервентен откуп на грозјето во Тиквешијата. Вели дека откупните пунктови неколку дена се затворени, а лозарите се наоѓаат во незавидна положба. До сега очекување дека пола од грозјето нема да се откупи. И тоа е само по себе сериозен индикатор дека овој наш народ ќе остане без пласиран род и без пари за своја собствена екзистенција. Извршителите, банките, аптеките за препаратите и слично не ги чекаат. Тие веднаш инкасираат и тргнуваат со наплата на своите побарувања. Се работи за нашиот народ. Овде сме денеска да испратиме порака до владата на Република Македонија. Еве за некои работи да застанеме заедно. Директно ја охрабруваме владата да направи интервентен откуп на овие 50 милиони килограми црно и бело грозје кои што се останати во Тиквешкиот крај по цела Македонија да бидат откупени. Овде завршува економската емисија Бројки во продукција на Радио Слободна Македонија. Денеска 29 септември со мене уредник и водител на емисијата Наташа Мерсовска и Едина Вучков техничка реализација. Јас ви посакувам убав ден, повторно се слушаме наредниот четврток во истиот термин. Бројки со Наташа Мерсовска на Радио Слободна Македонија.